If your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Бугарски пасош да ти била. Како? Жена му на таче, бе, българка обаче, не чувте вие тоа? А таче? А ти, бе, таче? Каков, бе, имаш? Бугарски или косовски? За градоначалничката на Скопје исто извади дека е со бугарски пасош до душа. Така нешто ќе тужеше за клевета, ама ништо си поќуте од како ја избра за градоначалник. Абе да бе прашам нешто, да се стане битна фаца овде ти треба бугарски пасош или се лажам, а? Не, стварно бе, дај бе кажете отворено бе во јавност да знаеме шо сме ние само со македонски пасош и шо сме, а? Како гледате на нас што немаме друг пасош освен македонски? Не гледате ко да сме глупи, така? Или неснаодливи? Ко да сме демоде? Мамето ваше распродадено говнари едни. Мислите бугарите ве сакаат што сте такви никакви. Само ве користат против својот народ, глупаци едни. И дај вие од сите партии самите бе излезете во јавност еднаш, покажете си ги бугарските пасоши, откажете се јавно од нив ако сакате да бидете на власт или да се борите за власт. Ако не се откажете, што е легитимно, ама тогаш надвор од политиката. Никој од вас не смее да ја води македонската политика. Дали сме јасни? Па доста беше бе. Овие со бугарски бе пасоши бе стана гротеска. Уставе гаѓам. Со пуканки. Дојдовте во уште едно прекутасевски шоу. Морам да ви се заблагодарам на сите што ме поддржувате, посебно на македонската диаспора која просто ме пие со поглед, ги конзумира, зависна стана од овие нели прекутасевски шоа. Ви благодарам и што пазарите кај нашиот спонзор Технополис, особено жените. И нормално ви благодарам и што се претплативте на првата македонска платформа за гледање на оригинална македонска филмска програма и комедија. Времево е во најмала рака чудно. Мислам, сега кога снимаме, вчера беше 25 степени, денеска е некака 3-4 степени. Значи времево тотално отиде. Знаете каде. Нели? Покрај времето, покрај метеоролошката прогноза се збудале светот. Светот знаеме дека се збудале не веќе подолго време, особено последните 45-50 денови. Слушаме Европа и ставила санкции на Русија, а во Русија зејтинот 1 евро и го има колку сакаш. Каде да влезеш зејтин? Овој што збора од Русија вика, ќе влезеш во бурекджилница зејтин, ќе влезеш во сладкара зејтин, имате зејтин имаме. Ќе влезеш у некаде не знам каде тамо, кај аутомеханичар зејтин да не продадете, зејтин, значи сегде го има зејтинот во Русија. Ама во Европа го нема никаде по рафтовите на супермаркетите, а башка зејтинот е 5 евра. Лебот во Германија 10 евра. Кај нас зејтинот од 120 до 140 денари. Па добро бе, што ни даваат? Еликсир на младоста направен од некој Метузалем тибетански свештеник горе што го прави на 3000 метри надморска висина. Па што е бе тоа бе, 140 денари зејтин бе, а баш како нема никаде нели како и во Европа по рафтовите. Овие санкции затоа можат да се наречат со името "сум се убивал сам себе". Тоа е најточната дефиниција за овие санкции што ги наметна Европа, тоа е Европската унија, а со неа нели и ние. А кај нас ништо ново. Пола влада е во затвор, а пола се спрема да оди во затвор. Изгледа на крајот премиерот ќе го земат од овие што веслат кајчине во Охрид, може ќе се погоди. Бугарите уште не работат нели како бавча со македонски стајковски пипер и скопски патлиџан јабучар, ама со бугарски корени, кога ќе собереш и одземеш дупло голо, ама уште не го вадиме кубурот, го чуваме за не дај Боже. Но тоа не значи дека не можеме да си правиме прекутасевски шоу, да си се ладиме.
и да ги ставаме нели на тапет сите оние што тоа го заслужиле, затоа што ова е демократија, па затоа да почнеме со плескањето. Вучич ке не брани. Не, обратно беше. Вучич ке не рани, НАТО ке не брани. Вучич можеби ке не рани, ама НАТО што ке не брани. Но, Орбан важно ке ни дава банани. Зашто вакви мајмуни ко нас нема никаде, абе никаде, бе. Испаднавме најголеми мајмуни, бе. Абе, не знам како да кажам, дури мајмуниве полека еволуираат луѓе, ние деволуираме. Сега не знам што е подолен или од мајмуна, Дарвин рекол дека потекнуваме од некој заеднички предок, ние или мајмуните, не знал кој е точно човекот, пошто не стигнал да го запознае, мислам овој заедничков предок, не човекот. Ама да, ние сме потекнули од некој заеднички предок. И сега добро, сега да не ја тупиме на тема еволуција, што сакам да кажам? Во Србија победи Вучич, ги искина ко свиња кеса. Они нешто опозицијава, нели, се надева, нешто тоа, камваси, мамваси, дека Вучич конечно ќе падне. Исто вие во Унгарија се надева, Орбан е готов, нели, ова. Ама на крај изгуби дека сите се излажале. Победи Вучич, победи Орбан, само уште Зеленски губи. Дали знаете дека тој Зеленски има вредност од $600 милиони? Да, не слушнавте погрешно. $600 милиони. И дека месечно заработува $790,000. Председникот на една од најсиромашните држави по стандард во Европа. Не дека Украина не е богата, но народот е сиромашен. Некој ќе рече, бе, голема земја е тоа, бе, има жито, бе, да, со лопати да го ринеш, има ресурси. Ало, Том Круз е проценет на $500 милиони. Има 5 франшизи и го гледаат во кината и на тебе во цел свет. А Зеленски со она која свиреше, нели, овој пијано со тоа питонот, исто го гледа цел свет. Мислам да е разлика, мислам овој свири пијано со питон, а овој Том Круз снима филмови, она Сајнтологија. И овој Зеленски поише вреди од Том Круз. Што свири со тоа питонот пијано. Мислам. Знаете како викаме ние македонците? Сигурно ги има заработено од плата. Имаме ние такви кои со платата ко Зеленски имаат заработено милиони, не дека не. Некој ќе рече, абе добре, чекај бе, ти за Зеленски. Путин бе колку има? Абе, остајте го вие Путин. Путин е 20 години председател на најголемата држава на светот, која што кипти од газ. Кипти! А Европа ненормално, им даваат санкции на Русија, мислам. Санкции. И купуваат 10 пати поскап газ од Америка. А баш ка немаат каде да го складираат. Абе лудило, бе, и шизофренија. И сега Путин со Зеленски, па добро бе, Путин нормално е да има поише милиони. За Зеленски е за него мало дете у секој поглед. Ако Сорос можеше со $5 милиони да направи шарена револуција и да дојде на власт во Македонија, кој има 2 милиони жители, пардон, јас сум уште по овој стариот попис, нели, што беше, пошто овој на Апостолов што менја бројки секоја вечер во компјутерот, не му го признам тој попис, нели? Тогаш Зеленски со едно стотче можел да ја лапне украинската власт ко поп сармаве. Замислете. И сите знаат дека дојде на власт како марионета на Западот. Мислам, читај ова, преведи си дека Америка тука стои зад него, нели? Што мислите вие? Случајно беше тоа што неколку години пред да стане председател глумеше во украинска серија каде што глуми учител кој што станува председател на Украина, обичен човек од народот, од плебсот, одеднаш се вивнува на политичкото небо и стано. Па тоа му беше, бе, како да ви кажам, пракса од тие тајната агенција. Прво те ставаат, пошто си глумец, да одглумиш како е да се биде председател, да осетиш тоа, да го осетиш атмосферата, филингот, и после кој ќе одглумиш ја снимиш серијава, стануваш вистински председател и правиш по $800 милиони на конто ставаш. И пази сега, наместо да се избори за мир и со предлогот на германците и французите да потпише неутралност на Украина на 15 дена пред нападот и со тоа да ја избегне војната, тој по паметот на овој што вистински си ги сака децата, овој Бајден.
Еј, на негова сугестија, место да се повлече, тој го втурна светот во ужас, бе. И се прави на 3,5. Кога го прашале за нацистите од Азов, што се одговорил? Тие се тоа што се. Па ако се тоа што се, сега некој мора да сноси одговорност. Големите лидери кога се соочувале со пресудни решенија за својот народ, понекогаш и жртвувале дел од него, одсекувајќи ги метастазираните делови на своите општества во интерес на поголемото добро и мирот. А ако Зеленски се пресметаше на време со Азов, ако работеше на неутралност и разоружување на Украина, денеска немаше да биде таму кај што е. Ама изгледа него не му е грижа многу за тоа. Важно му чури од джачето $600 милиони вреди, сигурно Deep State тука помогнале, барем околу првите 100 милиона, нели доека ги наталожи, доека ги натапка, а после е лесно, нели. Пара на пара иде, баш кај Зеленски, нели мислам само во презиме, тоа Зеленски на долар те потсеќа, нели тоа. Па си реков вака, ако може Зеленски да биде председател на онолкава Украина, можеме и ја да бидам председател на Македонија? Нели, барем духовен. Па овој џамите љубави што седи на водно и онака не е председател на Македонија, туку на некоја негова држава со другар му Зоќе. Јас почнувам кампањата со 600. Ама денари. Толку имам у джеб. 600 денари, една 500-ка, една 500-ка, една 100-ка, нели? Ама затоа ви имам вас, моите верни патриоти македонци, но и тие што не се македонци, но се честни луѓе, домаќини, еснафи, родители, деца, нормални луѓе. Тасерски за председател, запамтете го ова. Еден ден јас има да ја водам оваа држава и ќе просперирате сите. Абе, ќе ни се прелева од джебовите. Секој ќе има ко Зеленски по 600 милиона на сметка, а не милиони евра, не денари. Значи, сега ако ја почнам кампањата председателска, мислам на следните председателски избори, и кој ќе изгуглате, можам да ви ветам само едно, кој ќе изгуглате нели за мене, за мојата кампања колку чини. Ако изгуглате, ќе видите дека на вистина чини 600 денари. Мислам, толку е. Сега фалат неколку нули, нели, за вистинска кампања да биде како што ги прават овие наши, ама сега тоа е тоа. Ќе победиме и со 600 денари. Човек, нели, надежта последна умира. Ај сега Зеленски да те видам. И нема јас да се... Пазете, ова морам да ви го кажам. Ако јас бидам вашиот председател, со Путин нема да се карам. Нема да се карам. Ја може сум комичар, ама не сум будала. А сега Путин ако нешто премногу па ми сгазне на жулј, па сега има да зашла, па мислам како. Што мислите вие? Ја прво што ќе направам као председател, какво НАТО бе, одма се тргаме од НАТО. Не сме више НАТО. Има одма оружје да купам, најсовремено. Од Путин. И ако Путин ми изнемира, со тоа оружје ќе го затепам, со неговото оружје. Види, тој знае, ама тој не е будала да се рчне со мене ако ќе бидам председател. Па тој знае, овие првите атентатори, овие гемиџији на европско тло од каде биле? Од Македонија.